Да, тоа ни е обврска од сега, па натаму се прилагодуваме што правиме. Имаме многу правила. Тоа беше кога реков пред малку она обврска, она тежина што ја има секој медиум, затоа што тежи да се одговорност, да кажам, не е тоа тежина. Мора да има секој медиум, бидејќи мора да работи според новинарските кодекси и законските прописи во нашата држава, бидејќи имаме надлежна агенција која не следи во чекор, во секунда, и тоа го правиме на вистински начин досега и верувам ќе продолжиме така. Не само ние, сите останати медиуми, бидејќи не само што тие не следат од агенцијата, туку едноставно новинарскиот кодекс вели дека треба да бидеме фер кон сите. Така ќе биде Телевизија Плюс, таква била и ќе остане фер кон сите, па еве и на независните кандидати ќе им даде простор. На линија и со слика го имаме независниот кандидат за градоначалник Горан Стојковски Диро. Добро вечер, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Оба значи ли дека независните кандидати немаат толку активност, бидејќи малку си по-комфорен во просторија, другите по терен растрчани, или си имате и вие ваша агенда, ама моментално поради емисијата сте стационирани во затворена просторија? Вака, значи, прво од Савајле бевме на една пленарна дискусија во Данечискиот дом за заштита од семејно насилство. За жал ги немаше другите кандидати, најверојатно затоа што Истанбулска конвенција, закон за спречување и борба против семејно насилство не им е интересантна тема. Потоа бев средорек, бев до Тромеѓа, низ градските улици и моментално ме фати на состанок со убави луѓе кои го обликуваат градот културно и креативно. Луѓе кои имаат свој стил и став, луѓе кои ја живеат културата и кои го носат духот на градот. Многумина од нив ги знаеш, те поздравуваат, ми кажаа само не кажувај кој сме, понудија помош, разговараме, градиме една убава платформа со која што ќе бидат запознаени граѓаните, така да во овој момент сум во една просторија се тргна под нив. Знаеш уметниците и културните работници како дискутираат, многу вода и така. Амбициозно, не амбициозно, туку темпераментно, вели, добро дето, фино се, ама малку темпераментно е. И јас сум тако во дискусија, често од дома ме карат, велат, кога ќе зборуваш, не гласно, нормално се слушаш дури на крајот на улицата. Но тоа е, кога се занимаваме со оваа работа. Независен кандидат. Еве, шпекулации пред малку, сега шпекулации, размислување, но и на ниво на муабети, нели, иста екипа со Максим, дека и моментално си во општината вработен, а пред тоа директор, но јас, колку знам, директор на водовод поставен во времето на Зоран Дамјановски, така, ако не се лажам, потоа само продолжен мандат во времето на Максим Димитриевски. Денеска посветени сме на тоа да отфрлиме некои шпекулации, ако е можно, или пак да ги потврдиме. Иста екипа, дали е точно со Максим, па договорена работа нешто, или се си има свој разумен одговор ако човек добро анализира? Ајде вака, се надевам дека имам време па да почнеме од почеток. Имаш, реков јас, и независните ќе ги третираме исто, тоа ни е пракса и така ќе биде. Иако државата не ги третира, им наметнува многу поинаков статус, за жал. На состанок сме на каде што една сосема друга тема, нели, разговараме за некои писатели, такви работи, така да воопшто не пратев што се случува и како се случува. На прашањето, значи, ја дојдов за директор во Водовод 2013 година, крај на 2013 година, по молба, по, нели, захтев, ајде така да кажем, од многу луѓе, во една ситуација кога што Водовод беше верувате во една безизлазна ситуација. Нема 4 плати исплатено, нема здравствено, нема социјално, нема енергија и мисля дека еве ќе тонеме. Градот стварно беше во една многу незавидна ситуација и јас сум сигурен дека нема кого немаат понудено, сигурно имали поискусни луѓе кои што би сакале да се кои мислеле дека ќе се западат во таа работа, но очигледно беа одбиени. Јас 2012 година бев прогласен за работник на година во Космофон. Тоа е фирма која што после стана ОАН и на крај не купи ВИП. Значи, работник на година
во фирма во која што работеа 600 вработени, од кои што 400 беа интелектуалци. Таму немав ни Вујко, ни Чичо, кој би можел, нели, кај нас секој се вика некој те гура, а татко ми беше починат веќе 7 години, нели, целиот живот некој, кај нас никој не дозволува дека можеме нешто сами, секој не гура. Одов во Водовод затоа што колку и да звучи тоа чудно, јас го сакам овој град. Јас живеам за овој град. Јас го сакам овој град кога не го препознам, тоа веќе неколку пати го кажав, затоа што секоја уличка, секое место во овој град има своја приказна. Јас израснав на улица со 4 камења. Ми беше чест кога играв по старите кошарка и кој ќе ми кажа ај дете донеси ни вода. Другачие расневме, другачие живеевме, другачие се однесувавме и многу битно се почитував. Значи јас одговорив на тој предизвик и верувајте дека на вистина од сите што доаѓа, нели, муабети, како што е цена мојата работа, тврде дека работам добро. Еве, чак што више имаше еден советник од ВМРО тогаш во Советот, кој што кажа, ако ти успееш една година да завршиш позитивно во тој водовод, јас ке станам и ќе ти пружам рака. 2016 година беше позитивна година за водовод и човекот дојде и ми пружи рака. Стварно људски, стварно фер, на вистина има луѓе во овој град кои што почитуваат. Па така и треба да биде, ако за некого не треба да те спречува, мислам, припадноста на една или друга политичка опција да подадеш рака некому, ако мислиш дека работи добро. Тоа е сосема нормално. Значи, во кратки црти, значи водовод во тој момент беше една успешна приказна. И тоа беше мандатот на Дамјановски. Ајде да се подсетиме, успеа да го стабилизираш водот, беше спомена пред малку, ти честител човекот, значи некоја стабилизација, имаше редовна плата во тоа време? Имаше редовна плата и во моментот, значи во септември месец 2021 кога заминав од водовод, беше исплатена септемвриска плата. Значи водовод во вековно работење годишно работеше позитивно. Но за жал водовод имаше наследени долгови од претходен период за вода и за струја. И сега ќе каже некој наместено, но овие луѓе ме баш на овој состанок и овие податоци ги бара од мене. Еве ќе ви кажам еден многу интересантен податок, бидејќи баш пред мене се разговаравме и за тој дел. Еве за ваша информација. 2010 година фактурирана струја за водовод 15 милиони, платени 4 милиони. 2011 фактурирана струја 15 милиони, платени цели 619.000 денари. За да, еве, дојдеме 2017, 16, еве, 2017 фактурирани 12 милиони и 700, платени 12 милиони 103.000. Од тука генерира тие задолжување на водовод, од најмногу од неплатена електрична енергија? Електрична енергија, неплатена вода, едноставно недомачинско работење. 2020 година фактурирани 18 милиони, исплатени 18 милиони. 2019 14 милиони 412 фактурирани, исплатени до денар. Значи со едно домачинско работење може да има успешна приказна во овој град. Во која смисла домачинско работење? И која е мојата разлика во начин на размислување и функционирање со ова што викат сите сме иста екипа? Не сме иста екипа. Еве ќе ви кажам зошто не сме иста екипа. Не знам сега камера дали може да фати. Еве ќе ви кажам преглед на трошоци, тоа може да се провери финансиско работење на едно јавно предпријатие, пак би сакала и овој податок да го имате. Затоа што кога ги изнесува овие податоци, кажа дека па ти мислиш ли на партијата, па ти знаеш ли што правиш, па тоа не е во ред. Ја мислам на граѓаните, мислам на моите пријатели, мислам на сите ловци, риболовци, голубари градски со кои што живеам и од кои мои пријатели, обични луѓе, рокери, стварно комановци од кои би било срам кога ќе ги сретнам ако сум се однесувал поинаку. Еве сакам и овој податок да го знаат. Вие и граѓаните. Ви кажав колку е платена струја, колку е платена вода на тие огромни фактури. Ама има нешто што е платено многу добро. Значи, еве за ваша информација, 2019
2011 година имаме фактури за јадење и пиење во водовод и тоа се живело, морам да ви кажам, доста добро. Неисплатени плати, ама затоа репрезентација и донација. Замислете, имало и за репрезентација и за донација, а немало за плати. Еве, чисто овака, трошоци за спонзорство и донација 2013 година 1.122 денари. Трошоци за репрезентација 1.149 денари. Ова, знаеш како викат, ал се нека добро јело. Еве сега, кога ќе дојде некој што навистина сака, уме и може. Трошоци за репрезентација веќе идната 2014 година. 8.700 денари. Од 1.122. И тоа се трошкови за сендвичи, кои што се купувани за луѓето кои остана трета смена да работат. Одев и јас со нив. Трошоци за репрезентација 2015 и 2016. 11.000. Ни денар повеќе. Ако се сака, значи се може. Ако сакаме искрено и посветено да влеземе во некоја работа. Така да, верујте, сите што ме знаат кога ќе влезам во нешто, во некој предизвик, влегувам целосно, влегувам безкомпромисно и влегувам честно. Така да и во овој предизвик сега, нели, независен кандидат на потполно ист начин влегувам. Воопшто не се работи за функција. Се работи за Куманово, се работи за мојот собствен дом. Моментот околу соработка со Димитриевски. Значи, кога дојде за градоначалник, јас му поднесов оставка. Ја има архивирано и во општина и во водовод. Може да се провери. Човекот кажа не, добро работиш, остани. Кажа исто дека... На првиот мандат на Димитриевски, зборуваме за само почет. Димитриевски за градоначалник, кога дојде за градоначалник, има оставка да си прави собствен тим, што е нормално. Нели? Кога дојдеш на некоја позиција, луѓските тие што биле претходно да ти дадат шанса. Кажа не, остани. Јас инсистирав да немам менеджерски договор, него да имам договор само на 6 месеци. Во оној момент, кога ќе мисли дека не се работи честно, дека не се работи поштено, дека не е коректно, комотно да не се продолжи понатаму договор. Од моја страна мислам максимално коректно. 4 години, значи 8 договори на по 6 месеци, завршува 2021 година, доволно беше, мислам дека 2 мандата се сосема доволни да покаже човек на било која позиција, на било која функција колку може и знае. И заминав од водовод. Така да таа е приказната за водовод, за работење и тоа чија екипа сме. Воопшто не сме иста екипа во смисол, не знам кој го има кажано тоа, големи разлики постојат, верујте. Добро, велам да ги растргнеме шпекулациите или потврдени вистини или одбиени шпекулации. Тоа веројатно нешто ќе им значи на граѓаните, затоа што јас инсистирам на вистина да размислуваат, да не го сваќаат овој изборен процес онака едноставно, нели само по нечија сугестија, да не кажам наредба да гласат, туку да слушаат и добро да промислат за кого ќе го дадат својот глас. Ти веројатно си најспоменуваниот кандидат за градоначалник од сите други останати. Ја не помнам избори да не си бил во некоја комбинација дека ќе си можен кандидат. Верувам доаѓали до тебе тие муабити и шпекулации. И сега се одважи како независен и тоа, а пред тоа те ставале во комбинации во некои политички партии. Што е, дали е било точно тоа, дека си бил во некои комбинации, дали имаш покажувано добар рейтинг, не знам што е причината за тоа, и што е разликата од тогаш до сега да се одважиш како, и тоа како независен кандидат? Ако од моје доаѓање, значи, во Куманово 2014 година, постојано сум кандидат, ама не јас како кандидат, него на други кандидат, од пратеник па до градоначалник. Во ниту еден момент ниту имам поднесено кандидатура до ден денеска, ниту со било кој имам разговарано за позиција градоначалник. Да, луѓето ми пристапувале, сум кажувал во овој момент не се чувствувам
доволно комплетен, со доволни познавања за да можам да бидам градоначалник на Куманово. Знаете, не бираме градски тел или да не кажам нешто друго, па секој да може. Сепак е ова функција која што е пред се одговорност. Значи, имаше некој, дали подкаст, дали некој гостување, мислам дека и вие се јавувавте, каде што еден бивш градоначалник, мислам дека Кум му е омилен филм, раскажуваше некои приказни, во еден момент се почувствував како да сум на Сицилија и го чекав Лука брат си да ми ја прати рибата, она во замотана во новина, знаете кој ќе ви пратат риба, толку завршено. Фамилија Татаља, фамилија Корлеоне, некои небулози, понудил, не понудил, апсолутно не. Во невржени муабети секогаш и отворено имам кажувано дека не се чувствувам во тој момент за добар кандидат кој што може да го води овој град. И уште една разлика, кој што викате кои се разликите. Значи разлика е во тоа што ако бидете партиски кандидат, немате можност, барем до сегашното искуство тоа го покажува, да ги покажнете личните афинитети, да покажете колку стварно вредите и да направите свој собствен тим. Значи, ако одите преку партија, директор ќе ви е секретарот, друг директор треба да биде коалицијски, трет директор треба да биде, не знам, нели тие што ги имаат моменти, никој не го спомнува моментот на 3S, способност, стручност, спремност да се запати за таква функција. Значи, дајте да се обидеме. Ја мислам дека единствено преку независна кандидатура, во која што ќе имаме јасни принципи и ставови, што се може, а што не се може, може да се направи дистинкција од сето што ово што го имаме. Што пазите, до сега сите јавни предпријатија ги имаат воден од партиски директор. Сите се во незавидна ситуација. Време е нешто да променим. Да се обидеме. Време е за ред. Еве, сега слушам, нема кој не го спомнува ова ред да има у Куманово, ред, дисциплина, работа. Не само што влезе во умото на обичниот човек, него еве и против кандидати нон-стоп го спомнуваат. Значи, требало некој да се појави и да им го каже вистинскиот збор, односно вистинската интенција во кој правец треба да оди. За да нештата функционира, да има ред и не знам колку забележувам се, веројатно како независен кандидат нема да нудите некои огромни проекти. Гледам дека тоа се сведува на некои практични работи, воведување ред, споменавте да функционираат нештата и нешто што посебно така ми се издвои во програмата и мислам, па би кажал идентично како вас, да ги одржуваме оние проекти, односно згради, се што имаме направено, првин тоа да стекнеме навика, а потоа да одиме на градење на нешто друго. Жалосно е што во Куманово ќе се изгради нешто и тоа нешто потоа ќе се уништи. Кој е начинот да направиме, да го сочуваме тоа? Дали имате некој систем кој ќе го наметнете доколку бидете градоначалник, за да одговараат оние кои што ќе фрлат клупа во река? Мене ми е тоа незамисливо, ама претешки се тие клупи. Од кај му силата, не на еден, на четворица да ја фрли дури во река? Тоа е само да наштетиш на градот. Дали може да се постави некој систем тоа да го спречи? Апсолутно дека се може ако се сака. Значи, јас со претходната работа и тимот на луѓе кои што се со мене со претходна работа покажуваат дека можат. Значи, ние не го зборуваме ова на памет, него позади нас стојат дела, како што сакаме да имаме и дела од која ќе ја преземеме власта во Куманово. Значи, програмата ни е многу едноставна и се базира на 4 столба. Чисто, уредно, функционално, безбедно Куманово, Куманово град на култура и едукација и нормално Куманово спортски град. Сме биле и мора да бидеме спортски град. За клупите и за се ова останато. И тука имаме решение. Значи, во соработка со МВР ќе бидат поставени камери. Чи сега се зборува, слушна вика 4 години се обидуваме да добиеме дозвола за овој безбедносен систем. Ама дозвола се обидуваме да добиеме на тој начин што пратиме писмо, па чекаме одговор 3 месеца,
па дали ќе стигне одговорот, па службеникот што е задолжен за одговорот, дали бил на одмор, дали бил на боледување, па го презема работата другиот службеник. Едноставно сме во еден лавиринт од кој што многу тешко се излегува. Ако сакаме нешто, за мене нема невозможни работи. Ако мисли дека е нешто невозможно, јас тврдам дека само добро не сме се потрудиле, не сме се доволно ангажирале. Значи ќе земеме, буквално ќе има секој ден пред МВР прес. Ве молам, дајте ни дозвола, за да ги заштитиме парковите, за да ги заштитиме детските капчиња, да поставиме камери кои што ќе бидат синхронизирани со вашиот систем и едноставно да се реши овој проблем. Цела Европа, сите европски градови се под камери. Има демократија, но се контролира. Никој не би го контролира личниот живот. Јавно прометна површина која што е изградена со наши заеднички пари и сакаме да ја зачуваме. Ние не можеме да градиме ништо ново додека не го сочуваме она што го имаме. Парк не можеме да одржиме, велосипедска патека не можеме да спроведеме. Не можеме да ги ослободиме тротоарите од возила. Затоа што тргнуваме, се соочуваме со првиот проблем, ајде да не таласаме, затоа што ќе дојдат следни избори, дали парламентарни, дали председателски, дали локални, и веќе размислуваме за идниот мандат. Многу интересна работа. Ние не размислуваме за идниот мандат, ова екипа што е моментално со мене, и сакаме да ги решаваме проблемите, еден по еден. Чаровно штапче, да ги решиме сите проблеми во овој град, верувате, нема. Но имаме енергија и желба да почнеме дел по дел. Знаете, место да разговараме за дигитализација, место да разговараме за воведување на вештачка интелигенција во нашата општина, ние треба да разговараме како да го изчистиме градот. Некој кажува, не знам на што мирисало, на победа, мирисало на ова, луѓе мириса на ѓубре. Пред се и над се. Дајте тогаш еден годишен буџет да употребиме, да викнеме експерти кои што ќе ни помогнат, затоа што гледаме дека не можеме сами, а верувајте, има луѓе, и ќе работиме на овој проблем. Гледав во европските земји има инсенератори, значи ѓубрето го горат и произведуваат енергија. Дајте да видиме на тој план. Се што може да видиме чистота дали може другачие да работи. Ама и да видиме зошто е чистота оволку задолжена. Зошто во чистота имаме жолти траки луѓе, јавно предпријатие. И никој не одговара. Имаме еден сегмент на неодговорност. Затоа што партијата ќе го заштити, затоа што бил добар војник, им служил и нема одговорност. Со независен кандидат и со независна листа ќе ја вратиме и одговорност. Прв и основен елемент. Освен ред, работа и дисциплина, мора и одговорност да има. Управни одбори во јавни предпријатија согласно закон ќе бидат луѓе стручни. Само треба да го почитуваме закон. Се знае, за да бидеш член на управен одбор, што мора да исполнуваш, која законска регулатива и која е одговорноста. Кога ќе видат дека и одговорна работа да се биде во управен одбор, а не само за да се добива паушал затоа што бил добар партиски војник, сосема ќе се сменат работите од основа. Верувате? Добро, ако добро разбрав, доколку бидете изберени за градоначалник, таа ситуација што немате поддршка на национално ниво, нормално како независен кандидат, ќе решавате со одреден вид на притисок, со правење, не само, значи, нема да се оди, поднесуваме и готово чекаме одговор, доколку не го добиеме одговорот наеднаш, односно веднаш според законските прописи, си има веројатно регулирано за секое прашање, за секое барање некој рок кој е разумен. Со пресконференции, со тој вид на притисок, зашто видовме Даниела како помина во Скопје, дали тоа е можно на таков начин да се добијат оние работи кои што, ако некој сака да ме бойкотира, да кажеме, водоводници, дали може да функционира градот редовно, сакам да кажам, односно да ме прашам? Едноставно, моментот дека ако бидеме од различни партии, значи локална власт и парламентарна власт е абсурден. Па тогаш дај со парламентарни избори, кој победи на парламентарни избори, да му ја дадеме локалната власт, воопшто да немаме локални избори и е решен проблем. Кој победи на парламентарно ниво, нека ги води и градовите. Но тоа не е демократија. Наметната е се споменува
како фактор дека подобро ќе работи градоначалникот. Многу пати сум слушнал, еве сега сме на национално ниво и тоа ни носи предност да донесеме проекти. Не знам зошто би било така, проекти квалитетни треба да поминат без разлика од која политичка провиненција си. Не е така. Куманово најголемите средства од републичко ниво ги доби во време кога беше ВМРО на власт. 2014, 2015 и 2016 тимот во Водовод прво доби донација 4,5 милиони евра за реконструкција на канализациона мрежа. 1.870.000 евра донација, мислам, проект одобрен од Европска инвестициона банка за замена на електронски водомери. 700.000 евра за замена на кварцен песон фабрика за вода. Значи, ако имаме проекти издржани, нема шанса републичката власт да прави проблеми. Па и тие луѓе Квалитетно, да. Тие луѓе сакаат да живее овој град. Јас верувам дека Мицковски го сака овој град, без разлика што не дадоа кандидат. Знаете, поставуваат прашање кој одлучувачки фактор на овие избори. Одлучувачки фактор е непојавување на ВМРО како со кандидат за градоначалник. И тоа ќе ги решава овие избори. А јас сум сигурен дека Мицковски ќе даде поддршка на било кој кандидат, затоа што ВМРО има и кумановци. Не е тоа нешто тргнато од Куманово. И баш сигурен сум дека ќе имаме одлична соработка, затоа што најави проекти без да прави разлика која власт. И еве јас бирам да му верувам, како и сите луѓе кои што имаат гласано за него. Ајде уште еднаш да бидеме оптимисти, не ни преостанува ништо друго освен да веруваме дека ќе тргне работата на подобро. За крај, како независен, чувството на терен, приемот кај граѓаните, дали им е чудно појавувањето на некој независен кандидат? Имало и ќе има, меѓутоа, еве, ваше видување за тоа, дали чувствувате некоја одредена поддршка, дали имате правено анкети и ги следите ли анкетите, како стоите моментално и дали би можеле да направите некој вид на изненадување да сте во првата тројка, да кажеме така, близу до втор круг? Ајде од последно од анкети. Значи, прво има една анкета направена од агенција која што ако проверите на Google ја нема никаде. Еве не кажувам која. А другата анкета не е анкета на јавно мислење, него анкета на сочување на јавно мислење. Ако ги проверите бројките убаво, ќе видите дека на секој сегмент би палат под 7-8%, а неопределени и оние што не сакаат да кажат за кого ќе гласат се над 51%. Оној што ќе гласа за актуелната власт, слободно ќе каже дека ќе гласа. Нема зашто да викам, не знам, не сакам да кажам или слично. Така да, ние немаме анкети на јавно мислење. Моментално имаме анкета која го насочува јавното мислење, односно на оној што мисла дека е моментално фаворит, да му го дадат против кандидатот кој што најлесно ќе го победи во втор круг. Дефинитивно ќе има втор круг и дефинитивно нема да биде како што е до сега политичка дихотомија. Верувајте, ќе има изненадување. Иако тоа за мене воопшто нема да изненадување, имајќи во предвид каква енергија сретнуваме буквално секој ден на улица. Како ни се приклучуваат луѓето, како овие убави луѓе околу мене, што ви кажа што на план на култура даваат идеи што и како да се работи, и ќе видите дека апсолутно политичка дихотомија, ова бинарна политика во Куманово ќе биде нарушена. Едноставно идејата за нешто ново добива реална основа и на 19-ти јас нема да бидам изненаден, ќе има многу изненадени од она што ќе го имаме на лице место. Добро, јас ви посакувам и среќа и успех. Најмалку среќа треба во ова ваша намера да станете градоначалник на општина Куманово. Ќе има уште прилики да се видиме вака поединечно, а еве и вам ви упатувам покана за дебата која ќе се обидеме да организираме без ваше физичко присуство на овој начин. Мислам дека тоа може, а со цел да ви одземеме што помалку време од вашите редовни активности на терен. Покана уште сега. Поканата е прифатена веднаш, без проблеми ќе ми биде задоволство.
Благодарам уште еднаш. Се гледаме и секако како што порачав на сите и партии, независни кандидати, што поактивни ние ќе пренесеме онолку колку што можеме, нели, и се нашите можности, но ќе се трудиме за се да ги информираме граѓаните како би донеле правилна одлука на денот на изборите. Благодарам уште еднаш и убава ноќ. Лека ноќ.